Утре е светски ден на здравјето, но секогаш кога ќе се спомене зборот здравје, обично помислуваме на физичкото здравје. Затоа во пресрет на овој светски ден, денес ќе зборуваме исклучиво само за менталното здравје и тоа со нашата гостинка, психолог магистер Тијана Ивановска. Добро утро. Добро утро, Искра. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Обично вака во наша вообичаена конверзација кога се прашуваме луѓето што правиш, како си, се прашуваме како си со здравјето, но никој никого не прашува како си со менталното здравје. Дали можеби кај нас е подценето, да речеме, менталното здравје, односно не се занемарува и не му се обрнува доволно внимание? Па, можеби не толку дека не му се обрнува внимание, колку што едноставно публиката и луѓето не се информирани. Психологијата е релативно нова гранка на нашето поднебје, значи не може да споредуваме со медицината, например. Така што за мене е апсолутно разбирливо зашто не се обрнува толку многу внимание, но сепак наша задача како психолози е да ги едуцираме луѓето и да бидеме што е можно поотворени за информации. Допред неколку години, така ќе кажам, општо, во некоја рамка, не знам точно сега допред колку, беше не само табу, туку беше на некој начин срамота да се оди на психолог, за тоа се шепотеше, но мислам дека сега веќе таа бариера е отстранета. Апсолутно, така? Апсолутно одстранета. Веќе луѓето, особено после пандемијата, научија дека е многу важно да се грижат за менталното здравје и почнаа соодветно да бараат помош. Тијана, вие прв пат ни гостувате, иако честопати ни гостуваат психолози. Искрено сакам да верувам во тоа дека делумно и што гостуваат психолозите по телевизиите, можеби затоа тој срам се надмина. Би сакала прво да им доближиме на гледачите, имате многу интересен концепт. Вие сте дел од себе сложувалка. Вие сте основач на себе сложувалка, но не сте таму единствена. На кој принцип функционирате? Па, јас некако како човек претежно ништо не правам сама, сакам да работам во тим, затоа што сметам дека повеќе глави подобро размислуваат од една. Инаку идејата за себе сложувалка ја започнав јас во периодот пост-ковид. Не беше идејата да станеме советувалиште, туку беше моја лична желба да дел од моето знаење го споделам со луѓето. Започнав со бесплатни видеа на Инстаграм и некако добив поддршка од пријателите и добив доста голем интерес, па потоа продолжив со посебни социјални мрежи за себе сложувалка, така настана името. Често пати делите совети преку социјалните медиуми? Да, така. Значи има доста големо количество на бесплатна содржина и тоа е лично мој став дека сметам дека базичната едукација за психологија треба за сите да биде бесплатна и достапна, затоа што секој човек има право да провери што се случува со неговото ментално здравје пред да почне да работи на истото. Во моментов сме околу 10 луѓе во нашата фирма, 8 психотерапевти, една колешка која што е дефектолог и еден менаџер за социјални мрежи. Функционираме одлично, имаме 2 канцеларии, се проширивме лани, влеговме во Кавадарци, затоа што повторно мојата идеја е да не се случува се во Скопје. Сметам дека сите делови на Македонија се убави, така да сите луѓе заслужуваат подеднакво да имаат пристап до грижа за ментално здравје. Предпоставувам дека името не е случајно, себе сложувалка, тоа се веројатно мали парчиња кои што некако треба да ги си ги составиме делумно и сами, делумно и со ваша помош. Апсолутно да. Мислам, идејата за името беше да јас се обидов да не биде нешто поврзано со професионализми и да биде тешко да го изговориш, туку да биде нешто кое што за сите ќе биде разбирливо, прифатливо и едноставно, како што јас ја доживувам мојата струка. Интересно ми е, се не знам дали ви се води тоа како мото, но на вашиот сајт е онака потенцирано, дека постоите со цел да го средите хаосот во нашите глави. Има бајаги хаос, предпоставувам. Бидејќи рековте дека првично вие да се едуцираме за нашето ментално здравје. Знаеме ли доволно за нашето ментално здравје? Па, мислам дека моментално во нашата држава постои еден генерацијски, да кажам јас, помеѓу генерациите, меѓутоа помладите генерации што ми доаѓаат на сесии и што користат услуги од нашата фирма, се доста информирани и често пати можеби преинформирани, па ми доаѓаат со некоја дијагноза што си се пронашле.
Меѓутоа, навистина луѓето читаат и книги, читаат информации, едноставно се интересираат. Повторно ќе кажам, особено во периодот пост пандемијата, затоа што некако се наметна темите, стана многу видливи и некако сите како луѓе почнавме да го гледаме слонот во собата, едноставно беше преголем за да се игнорира, така што мислам дека сме на едно повисоко ниво од што бевме. Да, читајќи, сурфајќи по тоа интернетот, често пати знаеме и погрешни работи да прочитаме, а и погрешно да ги протокуваме. Затоа, зошто е толку важно да посетиме психолог? Па, поради истата причина поради која што е важно да посетиме доктор. Затоа што според мене не постојат симптоми, но сметам дека било која нелагодност која што ја чувствуваме е важно да знаеме од каде доаѓа. Колку подобро се познаваме себе, толку е помала веројатноста дека ќе имаме потреба од психолог во иднина. Значи, идејата на психотерапијата, особено покрај психологијата, е да кај луѓето се искрира една свесност да ние подобро се запознаеме себе. И од тука луѓето често пати кога ќе дојдат на сесија очекуваат советување некакво. И јас секогаш им кажувам, јас сум само едно огледалце што ќе ти помогне да се видиш што е тоа што го правиш. Односно да ги освестиш твоите образци на однесување кои што се функционални или дисфункционални. Она што е функционално го задржуваме и го продлабочуваме, тоа што е дисфункционално го трансформираме во функционално. Тијана, ова се може би малку покомпликувано прашање, но бидејќи често пати ни доаѓаат доктори. И едно од најчестите прашања е колку сме здрава нација. Затоа сега вас ќе ве прашам колку сме ментално здрава нација врз основа на сите контакти што ги имате со вашите клиенти. Па, не знам дали би можела да дадам некој конкретен одговор во рамката на да или не или на некој процент. Но мислам дека може би сме уморна и исцрпана нација, затоа што живееме во доста стресно и динамично општество и периодот во кој што постоиме постојано некако во некои промени, пандемија, па војна, па економска криза и едноставно луѓето не можат да останат имуни на тие промени. Потребни се брзи адаптации, многу адаптации. Ние како народ имаме проблем со адаптации затоа што сме малку поотпорни на промена. И јас одговорот најмногу го наоѓам тука и во нашето минато, затоа што сепак сме една нација која што била 5 века под робство, ние тоа не можеме да го игнорираме. И мирче, трајче, стојче, тие имијата, така да се бидеме помирни, нели? Да не биде полошо. Молчи може и полошо. Така, да. Така што сметам дека земајќи го контекстот и земајќи колку све сме поминале како држава, мислам дека солидно се бориме и пркосиме на се што не се случува. Инаку, нарушувањето на менталното здравје не секогаш е по наша вина. Влијаат, еве сами рековте, многу околности. Кои се фактори влијаат врз нарушено ментално здравје? Ги внимателно ги одбирам зборовите. Па може да влијае буквално се. Значи, јас повторно ќе кажам, велам секоја планина своја тежина, секој човек има свој проблем, свој предизвик. И сметам дека ничив предизвик не е помалку важен од нечив друг, се зависи од тоа човекот како се чувствува. Меѓутоа, во поглед на факторите, веројатно, дефинитивно околината најмногу влијае. Можеме да зборуваме за различни нивоа на околина, да кажеме семена околина, професионална околина, пријатели, лош избор на пријателите, како може да го наруши менталното здравје. Така што најмногу влијаат како фактори нештата кои ги правиме секојдневно. Значи, она што е најзастапено во нашиот живот, доколку е дисфункционално, тогаш е голема веројатноста дека ќе влијае на нашето ментално здравје. Рековте дека имате широко распространета мрежа, што значи комуницирате со граѓани од цела Македонија. Ајде малку од вашата пракса да конкретизираме, барем 3 да наброиме, проблеми или состојби, како што ги нарекувате, кои се најчестите состојби, поради кои што некои клиенти ви се обраќаат вам?
Дефинитивно под број 1 состојба на дистрес, сега тој дистрес од каде доаѓа, тука е прашање на контекстот на човекот. Значи, ако зборуваме во народски јазик... Да, што точно значи дистрес? Ете така, значи, ако зборуваме во народски јазик, тоа би било некое чувство на немир. Веројатно, луѓето најчесто симптомот го препознаваат, па доаѓаат поради симптомот. Дали е немир, дали е тресење на раце, дали е несоница, дали е грудка во грло, не можам да дишам и така натака. И сега тука треба причината да ја пронајдете, така? Значи, тука го одврзуваме клопчето и гледаме кога почнало тоа да се случува, што стои во позадина, што предизвикало да се така манифестира состојбата. И најчестите причинители се? Па, најчести причинители може да се дисфункционални релации, дефинитивно семени партнерски, кога постои некаков застој во релациите на поединците. Исто така и застој во релацијата со себе, може да биде и самодоверба, намалена мотивација, неможност да се биде тој што навистина си, поради одредени околности во кои што живееш. Така да, и исто така знае да биде причина и работното место, професионалното согорување, стресот на работно место што не се менаџира, што не се филтрира добро. И тука се оние односи не само со надредените, туку и помеѓу колегите, така? Апсолутно, со се што спаѓа во работната средина. Нешто сакам да споделам со гледачите што вие вчера ми кажавте во приватен разговор, а тоа е дека еден проблем што е типичен за нашиот народ е тоа е несакањето или немањето желба или немањето навика да се менува работното место. Тоа ние го сваќаме, го доживуваме како некој баук. Значи, да си се вработиш и до пензија да си го почекаш, за разлика од западниот свет, така? Так. А што токму оваа наша особина, до што доведува таа? Па, препорачливо е после 5 до 10 години се промени работното место, не мора да се промени струката или цела сфера на работење, но барем да се промени средината, затоа што самата работна динамика која што трае предолго, трае 20-30 години, едноставно настава во еден шаблон, настава во една рутина во која што многу малку нови нешта се случуваат. Ние како луѓе имаме потреба, природна потреба да растеме, да осознаваме нови нешта, така што потребата за раст и развој, кога не е задоволена на место на кое што проаѓате 8 часа во денот, 8-9 часа минимум, тогаш што останува за остатокот од времето. Но јас лично сметам дека тоа е повторно оној што го споменав и претходно, страф од промена, отпор кон промена, затоа што одиме кон тоа што е сигурно, наспрема она што е ново и непознато, кое што по природа на човекот не плаши и изгледа многу страшно. А што е со семејните односи? Дали се тие често тема во вашите сесии? И дали е тоа нешто најкомпликувано да се доведе во ред? Па, најкомпликувано, може би е најкомплексно, затоа што во едно семејство имате релации помеѓу сите членки на таа семејна заедница, но секогаш доволно е еден човек од семејството да почне да работи на себе, за да почне да се менува целата семејна динамика, затоа што семејните системи се како синџир, и доколку промените едно делче од синџирот, веќе целиот синџир не е ист. Така што најчесто помладите повлекуваат желба за промена, доаѓаат да работат на себе и потоа некако се трансформира динамиката во целиот систем. И она што најчесто се случува е што се менуваат односите, особено помеѓу родителите и децата, затоа што почнуваат себе да се гледаат низ една поразлична призма, кој пораснал, кој стигнал до сепарација, кој и сепарацијата како тема е особено значена во нашето општество, кога децата го напуштаат домот или не го напуштаат. Така што Да, кај нас не го напуштаат. Кај нас не го напуштаат. Така што често пати се случува да кога ќе ги завршиме тие процеси, кога ќе ги исчистиме од позадина, да некако се подобрат релациите, да се подобри комуникацијата, да се дојде до таа базична љубов помеѓу родителите и децата, која што често пати е поради одредена мискомуникација или поради одредени сваќања од минатото нарушена. Ви се случува некогаш цело семејство да седнете на едно купче? Или тешко оди тоа? Па јас сум гешталт психотерапевт, така да семејствата ги работат моите колеги од системска семејна психотерапија.
Но се случува често пати, например, колегата Никола кој што работи со дечиња да работи со родителите на детето, значи да ги советува, да ги известува за што е тоа што го работи со дечињата. А се случува и кај моите клиенти, например, пошто јас претежно работам со полнолетна публика, доколку земам да работам некој кој што е малолетен девојка или момче, да се јават родителите, да прашаат што е тоа што се случува и тогаш сум најсрекна, затоа што гледам дека има фидбек, гледам дека има здрава поддршка и гледам дека мојата улога ќе биде само работа на финеси. Тијана, како ги категоризирате, нема да кажам само клиентите, туку воопшто и сите нас? Како не делите, не знам дали во зависност од проблемот, од состојбата или не знам по пол, по возраст? Па јас сум во принцип човек кој што не сака категоризации. Сакам едноставно да кога клиентот ќе дојде кај мене на сесија го погледнам во едно секој своја приказна си, да, значи во една индивидуа. автентичност, затоа што многу е лесно да се западне во замката на ставање етикета на клиентот, доколку сум видела клиент со сличен проблем, да кажеме. Во линија ние сме сите луѓе и делиме слични проблеми, но секоја приказна е на некој начин различна и заслужува да биде погледната од различна перспектива, така што апсолутно не ги категоризирам, понекогаш природно има разлики помеѓу мажите и жените, затоа што биолошки имаме разлика, па се случува да едноставно доколку се работи на љубовна релација, работам со маж, па има прашања во врска со некоја женска перспектива под наводници, па онда да донесам нешто од позиција на жена која што да кажам има капацитет за репродукција и така натака и што ние минуваме, да кажеме, кога сум имала ситуации клиент да работи на пристигање на нов член во семејството, па онда го спремаме таткото да се подготви за нов член, па да застане на место на мајката која што веќе го носи бебчето и така натака. Но сепак тежнам кон тоа да не категоризирам, особено во поглед на диагнозите, пошто можеби 80% од клиентите ми доаѓаат со лична категоризација, они веќе себе си се категоризирале и онда мојата би била уште една дупла категоризација, така што гледам да избегнам. Јас им ветив во ваше име утрово на гледачите дека за еден гледач ќе поделиме бесплатна сесија, така, да не го сгрешам терминот, така што ќе ги отвориме линиите, можеме го вклучиме. И јас во меѓувреме додека го чекаме гледачот, сакав да ве прашам за еден момент што исто така ми го споменавте, што малку ми беше нејасен и нов, а тоа е дека за луѓе над 60 години не се препорачува воопшто, не се врши психотерапија и зошто? Не, се врши психотерапија, но е потребно да колегите кои што работат со луѓе од третото доба да многу добро ја менаџираат целата медицинска позадина со која што се соочуваат луѓето од третото доба и да бидат многу сензибилизирани во поглед на можни симптоми на деменција, на Алцхаймер, на Паркинсонова болест и така натака. Нешто кое што може да предизвика некаков коморбидитет од телесно ниво. Така што е важно да се... Значи пристапот е поинаков. Да, апсолутно е поинаков пристапот и е многу важно да се работи на квалитетот на живењето на луѓето од третото доба, затоа што самата трета доба придонесува до една пасивизација, до едно намалување на активностите и често пати се случува да луѓето со кои што сме работеле да едноставно изгубат цел, да не гледаат, да кажеме, нешто кон кое што се стремат, да не гледаат желба да и понатаму продолжат да растат, затоа што ние растеме во текот на целиот живот. Така што од тој аспект е важно да доколку се работи со граѓани од третото доба, да се многу добро познава природата на предизвиците со кои што се соочуваат во таа доба. Имаме веќе гледач или гледачка на линија, ќе видиме. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, Слободанка, ова е наша редовна гледачка, да. Поздрав многу до тебе, Искра, до гостинката исто. Знаеш ти дека сакам ја многу психолози. Нели, и јас да ви кажам, убав ми разговорот со нив. Да, кога се дојдени психолози, ништо све маж ми го избркав удуќан, само да не ми смета да се слушам со внимание, затоа што... Пречат тоа мажите, да. Тука се кога не треба да бидат.
дека знаете што се случува, сега убаво ве пратев. Дека треба да се работи само со едниот член. Ама знаете што, еве сега да речеме јас сакам да слушам и пратам се и сакам да се надградувам, ако сум возрастна жена. Секако. Ама маж ми е секогаш во право. И сега што правиме ние, и кога не е во право, тоа е во право, значи. Он се знае, он се сите ги критикува и сега како, тој треба да оди на психолог, што јас ќе дојдам кај вас, ќе ви раскажам што се случува, како се случува, а маж ми дома ќе ми каже, мајпа, таа нема врска. Ќе го киднапираме и насилно ќе го однесеме. Ма како не можеме да го однесеме, затоа што он мисли дека он повеќе знае од психологот. Тоа да и кажам на гостинката, тие се луѓе многу опасни. Тие што се знаат и што знаат повеќе од вас, со тие луѓе како да работиме. Тука имаме проблем голема, а во глобала имаме многу таков свет. Јас ќе дојдам кај вас и сум одела и си одам јас. Ама, вика, како да го донесеме човекот твој, ама како да го донесеме, а како да донесеме пријателката која исто така ми наметнува. Така да ова Слободанка, јас искрено се надевам дека во соседната просторија немате телевизор и дека вашиот сопруг не го слуша сето ова. Како и да е, предпоставувам дека нема да одбиете бесплатна сесија кај нашата гостинка, така? Одбијам бесплатно, јас сакам многу сесии како не ми треба. Многу сакам, верувате или не, многу сакам да зборувам, да се едуцирам, ако сум реков возрастна жена, грешам негде, не грешам, многу сакам, навистина. Не, ние жените сме безпрекорни, не грешиме. Слободанка, многу ви благодарам на јавувањето. Секако дека е подобро зад затворени врати да си разговарате со нашата гостинка, а после ќе ни пренесете дали како сте поминале, дали сето тоа имало ефект. Како и да е, дојде крајот, за жал, на нашава емисија. Тие на многу работи што сакам да ве прашам, не успев да ги потпрашам и да им кажам на гледачите дека наскоро повторно ќе ни гостувате, особено со вашата специјалност, а тоа е траума. Да, така некако се наметна, да кажам, таа категорија на луѓе почесто, затоа што бев, сум дел од анонимен шелтер за жени жртви на насилство при организација на Жени град Скопје. И пред тоа имав еден долг ангажман со граѓаните кои што побегнаа од кризата во Кабул од Авганистан, каде што бев ангажирана преку Црвениот крст како експерт да работам со нив, така што да кажеме таа траумата најмногу ме скокотна во поглед на интересот и затоа што беше потребно да се надоградам со знаење за да можам да бидам соодветна помош за овие категории на луѓе, така што да кажеме дека е моје најголемо поле на интерес. Одлично, ете сега имате нова титула, ќе бидете и експерт во нашата утринска. Тие многу ви благодарам на вашето гостување.